Ајде сега да си продолжиме ние со разговор во студиото. Јас најавив во пораните утрински часови дека ќе зборуваме на оваа тема, а темата ќе е Македонска риболовна федерација предизвици за организирање и практикување на спортскиот риболов во Македонија. Искра, добро утро и добро утро за благодарам за нашиот гостин Филип Серафимовиќ, инаку председател на Македонската риболовна федерација. Само накратко, Само со председатели со се дружам. председатели си имаш работа, да, знам тоа. Си го докажала и надвор од студиото. Сега знам дека имаш некој прашањце на Не, тема само ќе рибари, кажам, слободно. дали е навистина антистрес терапија риболовот? Апсолутно. Гледаш колку е релаксирано. Апсолутно, да. Како делува психички, физички, секоја ви чест, нели? Уживанце. Да си продолжите Невидено. така. Повелете. Ти благодарам, Слободанка. Филип, добро утро. Добро утро. Многу ми е така предизвик што ми гостуваш денес, што зборуваме на една тема која што знам дека многу од нашите гледачи ги интересира. Прво би те прашала со оглед на тоа што сите гости што доаѓаат во овој термин 7:30 приватно претходно се жалат дека им е многу рано, но за вас рибарите ова е веќе доцна. Па ние Кое сме- време ако одите на риба, одите вие на риба? Па зависи од риболовот, ние сме научени, стануваме рано. Јас оној риболов кој што јас го практикувам, па ајде да речем кога бев помлад станав и во 2 ноќи одев по риба. 2, 2,5, 3. Сега веќе избегавам толку рано да одам, обично кај 5 часот О, одам. доцна. Па да, меѓутоа научени сме да стануваме рано, не ни е проблем. Филип, бидејќи за прв пат ни гостува некој од Македонската риболовна федерација, сосема логично вака за вовед ми прво една куса лична карта за федерацијата. Федерацијата во Македонија постои од 52 година, 1952 година. Сменувала повеќе имиња, се развивала и сега сме една масовна федерација, можам да кажем, затоа што во моментов имаме во нашиот регистар преку 44-45 илјади регистрирани риболовци. Цела партија. Рекреативни, па да. Сериозно? Да, многу луѓе викаат, треба да направиме риболовна партија. Партија ни рибарите ќе освоиме нешто државава. И можеби малце ќе ги подобриме условите за риболов во Македонија на тој начин. Со оглед на тоа што во насловот ни стои дека ќе зборуваме за спортскиот риболов. Да. Вака за почеток ми треба малку разлика, дистинција да направиме помеѓу едниот значи спортски и другиот е рекреативен. Да. Така си оставаме можност за рекреативниот во друга прилика да зборуваме. Која е главната разлика? Сите сме рекреативни риболовци, одиме по риба, уживаме во природа, фаќаме риба, кој зима, кој не зима. Едноставно да не се опуштиме. Спортскиот риболов се надпреварите. Надпревари, надпреварувачи, имаме кај нас во моментов имаме 6 дисциплини во кои што имаме државни лиги, купови, односно првенства, во повеќе категории, јуниори, сениори, кадети. Ќе почнеме и со ветерани уште малце. Во спортот е таму е малце, таму тоа бара посериозен пристап. Значи не едноставно отиди на река или на езеро и фаќај, избистри си го мозокот и врати се дома. Него бара посериозен пристап, спремање, тренинзи, поинаква опрема, малце попрофесионално. И посебно кога се однесува на надпреварите, има дисциплини кај што надпреварите се стварно тешки, траат долго, бараат многу и физичка спремност, па и психичка спремност. И така полека ќе доеме до една од темите, верувам, за денеска до која што ќе разговараме, крапскиот риболов. Крапскиот риболов секако. И Ќе спомнем и со оглед на тоа што сега не сум за подалеко, но знам дека често и ти и твоите колеги рибари Колеги, апсолутно. го посетувате регионот, па малку се ќе сакам да направам споредба, но нешто што вчера кога се брифирав од еден пасиониран рибар овде во нашата телевизија, некои вака моменти што ми се видоа интересни, кај нас во Македонија не постои професионален рибар, така? Кој што строго професионално се занимава со тоа. Сите ова ви како некој хоби. па да, на За некој разлика начин. од други држави каде што е тоа издигнато на едно сосема поинакво и повисоко ниво. Колку сме ние далеко од такви планови, да речеме? Па многу сме далеко, за биеш професионален рибар кој што има, ајде да речем во нашето соседство, тоа се луѓе Каде кои има, што например, кај нас, во соседството? па дури во Србија, во Хрватска има
Тоа значи луѓе кои што апсолутно ништо друго не работат и само се посветени на тоа и се напреваруваат, свој така. бизнис за дали се тоа мамци, дали риболовна опрема, они постојано се на риболов, што се вика 300 дена во годината се на риболов, Везеси има. одат по надпревари, имаат спонзори. Меѓутоа, за да дојдеш до тоа ниво, треба да имаш некој успех. Да постигнеш некој успех на меѓународен план, за да можеш после тоа лесно да привлечеш спонзори, кои што дел од нив и сами ќе ти дојдат, ќе ти се понудат. И од тука ти се одмотува клопчето. Ние во Македонија немаме такви рибари, искрено. Такви услови за такви рибари? Па не, прво сме мал пазар, не сме интересен пазар, ние немаме ни опрема кај нас. Повеќето продавници носат опрема за широка потрошувачка, што е нормално и очекувано. Она све што е попрофесионална опрема се набавува секогаш надвор. Така да Тоа е се уште далечен сон и не знам дали е воопшто во план таков сон. Па многу тешко, треба човек премногу да се посвети на тоа, а не знам дали ќе успее да обстане. Секој мора да работи, треба да преживува. И уште еден куриозитет кој што утрово го дознав, сега за разлика од сите вие рибари што нели си имате дозволи, маркици, за жените не е потребна никаква маркица. Жените се добредојдени во секое време да ловат. За жените така? Генерално да, во Македонија не се наплаќаат дозволите. Например, да, концесионерите, корисниците на ревирите, за жени е бесплатно и за деца нормално. Например, ние во Скопски регион каде што имаме концесија, за жени ни е бесплатен риболовот и за деца до 18 години. Слободно може да ловат. Јас вака би преминала сега на главниот повод поради кој што говоравме за ова гостување ова утро, а тоа е тоа што сте многу тазе, пред неколку дена сте вратени. Во неделата, да. Ти и твоите колеги од светско крапско првенство кое што се одржа во Хрватска. Да. Ајде, за почеток, како воопшто се стигнува да се учествува на едно такво светско првенство? Светско си е светско. Па тоа се организира од страна на Светската конфедерација ЦИПС преку Светската федерација за сладководни води и се има кандидирање, земјите се кандидираат за одржување на светско првенство за наредни години, се избира домакинот и потоа следат пријавувања, со тоа што ова е едно од најмасовните спортски надпревари во однос на учество на земји на тоа надпреварување. Значи, на светското првенство во Хрватска и учествуваат 33 земји. Ако ги споредите општо светските првенства во спортови низ светов, ќе видите дека тоа е едно од најмасовните. Значи, но за да се стигне до тоа, прво мораше да се помине овде на си имаш организирано државен надпревар. Да, имаме. И имам причина каде го водам разговоров. Тој се одржа на езерото Мавровица. Да. И ми е кажано дека треба да го поздравиме концесионерот на ова езеро. Така? Да, Кире да го поздравиме. Поздрав до Кире. Што значи на некој начин тој има многу помогнато за да се стигне воопшто до таму, така? Да, Мавровица е наше најдобро надпреварувачко езеро во Македонија, можеби единствено надпреварувачко езеро во Македонија. Што го прави едно езеро да е најдобро надпреварувач? Богато е со риба, има патека. Со тоа што лесно пристапно. Да, езерото е мало во однос на големи надпревари, значи на такво езеро не може да се направи светско првенство. Потребно е многу повеќе. Значи за светско првенство. Но за подготовки е значи идеално. За нашата лига, да, каде што ќе учествуваат 10-15 екипи, сосема доволно. Таму се организираат и приватни надпревари, али во секој случај стварно тоа езеро е многу богато со риба и е наше најдобро во моментов такмичарско езеро. Да преминеме сега на светското што се одржа во Хрватска, како е концепирано? Спомена дека учествувале 33 земји. Да. Секоја земја со 3 екипи, со по колку членови? Значи има 3 дуа што ловат во 3 сектори, има едно дуо кој што се резервни надпреварувачи. Дополнително има капитени на екипите и делегат. Значи составот основен е 11 лица. 11. Логистика.
Сега уште еден интересен момент што на почетокот, се не знам дали преку ждребка или како се извлекувало, која позиција ќе ја зафатил во езерото при надпреварувањето. Зошто е тоа толку важно? Има три влечења. Тука има игра улога и фактор среќа. Затоа што не има се сите... места каде што има многу риби, има места каде што е тапа со риби. Да, не се сите позиции исти, некаде се лови блиску, некаде се лови далеку, некоја позиција е подлабока, некоја е поплитка, некаде има пречки во водата, некоја е чиста, така да факторот среќа има голема улога во однос на позициите. И кога ќе застанеш на таа позиција, имаш одреден радиус до кај што смееш да се движиш, да, така? означено е, значи тоа се боксови и имаш правец на фрлање и не смееш да излегуваш од тој правец на фрлање, значи рецимо 20 метри, ако е широк, сега карикирам, не знам точно колку бе, 15-20 метри боксовите, и имаш смер во кој што треба фрлаш, и цел тој дел од езерото е твој. Меѓутоа не смееш да одиш лево и десно од тоа. Така да практично како една патека. И каква среќа имавме ние на првенството во однос на тоа ждребување? Па имаше ждребување, прво се влечеа сектори, кој дуо во кој сектор ќе се падне, а подоцна се влеча, утрената се влеча пред надпреварот позициите. Кој дуо на која позиција ќе биде. Во однос на секторите излезе одлично. Онака, као што посакувавме. Во однос на позициите, тука више беше единствено во секторот очекував, сакавме да одиме на првите позиции, првите 15, да речем да се паднеме, ние се падневме на 26-та позиција. Тоа ни беше мал хендикеп, меѓутоа и таму момците одлично се снајдоа и одлично изработија. Точно ли дека едно вакво првенство трае не без прекин 72 часа? Да, 72 часа, значи надпреварувачите влегуваат во боксот. Добро. Ама не се надам 72 часа во вода, така? И они не се во вода, они се на копно. Добро. И од копно фрлаат. Меѓутоа 72 часа се таму. Цело време? Да, смеат да излезат само до тоалет и да се вратат. Со најава на судија. Будни 72 часа? Па будни. Или се кој менува? спие на фотелја, кој спие на кревет, меѓутоа тоа е многу, тоа се кратки интервали. Посебно ако има акција, постојано мора да се работи. Више третиот ден не се вакви. Буквално. Страшно е тешко, исцрпувачки, значи стварно тешко тоа да се издржи. Вака, кога слушам 72 часа, прво си реков, што значи многу е просто, за 72 часа, што ќе уловиш, кој намногу ќе улови, тој е победник. Но не било така. Затоа што може да се случи некој да улови повеќе риба, но да се пласира пониско поради одредени казнени поени. Што е она што се казнува при едни вакви надпревари? Не се казнува, тоа се бодовите. Согласно пласманот во секој сектор, има 3 сектори, па се направени подсектори, па во однос на својот пласман во својот подсектор добиваш според местото поени, што си полош, имаш повеќе негативни поени практично. Онда тоаш потоа сите се собира збирот на поени и оној што има најмал збир на такви поени, тој излегува напред. Би сакал уште нешто за самиот краб. Иако разбрав дека не ти е твоја, не можам да кажам омилена риба, туку омилена дисциплина. Не ловам јас краб. Ние вака лаиците честопати ги подценуваме рибите, сметајќи ги за не многу интелигентни, но еве за крапот разбрав дека бил исклучително интелигентен и дека разликувал не знам колку 250 пати повеќе од нас, имал поразвиено чувство за мирис, за вкус. И бил многу пребирлив во однос на храната. Дали тоа значи дека особено се обрнува внимание на подготовката на самата храна, што евентуално би била мамка за крапот? Па ја, како што ги гледав нашите дечки надпреварувачи што се спрема, они комотно може алхимичари да станат. Да. Бојла се вика, така? Па бојли, има повеќе мамци, бојлата е основна. Бојла, да. А чуда има внатре. Да. Освен оние прехрамбени состојки, сега не знам точно што, презли, пченки, мелени, коноп, не знам, тигров орев и така натаму, што се става во миксот, има многу хемија. Значи, тоа е цела светска индустрија со ароми, со дипови, со... Тоа буквално алхемичари. Никога ќе ги видите наредени на маса со 100 шишенца, со разни вкусови, мириси, па од ова волк, од ова, тоа за мене виша математика. Во однос на победниците,
Има тука едно нешто што ми е малку нејасно, не знам дали ти знаеш да го објасниш, дали после надпреварот кога завршило првенството сте го дискутирале. Второпласираните биле Велика Британија, кои што завршиле со уловени, коригираме ако нешто погрешно и го изговорам терминологијата, 200 килограми риба. Па отприлика толку, не се секам точни бројки, меѓутоа да. Прваци биле Молдавија со да. 500. Сакам да кажам огромна разлика од второто до прво место. Сега на што се должи тоа? На бойлата, на среќата можеби при изборот на позицијата, како си го подобјаснивте тоа? Па најверојатно е мешавина од све, меѓутоа луѓето очигледно беа многу спремни за ова светско првенство. Знаеа на што да ловат и како да ловат. Другите увидоа подоцна. Они најверојатно први ја погодија вистинската тактика. Бидејќи кога ќе влезете таму, тоа езеро, на две езера се ловеше. Едното езеро, ја каде што присуствував, каде што бев поголем дел од времето, околу 4 километри е стазата и на неја има 66 тима. И сите почнуваат да фрлаат. Тоа се храни со едни како ракети кои што се полнат со храна, се фрлаат, шљапаат у вода, рибата се разбегува. И у првите моменти, па и првиот ден има многу малце улов. Полека потоа како почнува рибата да доаѓа кон храната, тоаш почнуваат да се вадат и рибите. Меѓутоа, они најверојатно имаат погодено од старт вистинскиот мамец го имаат. Едноставно вистинскиот начин на ловење, на која дистанца ќе се лови, дали блиско, дали далеку, со каков мамец, која големина, значи тоа е чудо кај нив. Таму имаше 10 мм, 12, 14, 20, најголеми, најмали, се менуваат ваква боја, онаква боја, тоа е шаренило. Од големини и од бои и од ароми е сега работата е кој највише знае. На крај се сведува на тоа кој е најспремен. Ние завршивме на 18-то место, 33, вака мене ми делува за пофалба. Вие лично како сте задоволни? Во ред, во средина сме, тука сме негде, сме били на преходни надпревари, тука негде. Ја очекував, искрено се надав, ние на предпоследното мерење бевме 15-ти. И имавме по една риба во два сектори, во третиот сектор немавме се уште удар. Се надевав дека ќе го задржиме 15-тото место. Значи, например, вториот ден отидовме 15-ти, па паднавме на 24-ти со само една-две риби разлика. Значи, се работеше за многу мали разлики во тој дел од табелата. Утредента повторно, утрото, последниот ден, значи тоа му доаѓа практично 66-тиот час, се вративме на 15-то место на мерењето и на крај завршивме 18-ти. Може би да имавме среќа при крај да извадевме уште една-две риби во некој сектор, може би ќе дигневме уште некој место, ќе задржавме 15-тото и веќе ќе бевме тоа стално се шалиме со надпреварувачите, обично резултатите идат на два листа. Првиот лист е до 15-то место, а под цртката на вториот лист на А4 се другите репрезентации. И ние два пати бевме горе и се надевавме дека ќе останеме горе, нели во горната половина, меѓутоа тоа е што е. Ова првенство се случуваше во Хрватска. Претходно пролета мислам дека имавте некоја конференција во Словенија. Да. Ајде сега околу таа, ако е воопшто возможна споредба во однос на тоа како е организирано риболовењето кај нас и во овие две земји. Или што е она што најмногу срцете боли, а што би сакал да се примени кај нас? Далеку сме ние многу. Многу далеку. Многу далеку. Од каде би можело да се започне, за колку толку да се приближиме? Па да почекаме. Ова е најтешко прашање до сега. 50 години да работиме на нашата свест и совест, може би ќе стигнеме до некој ниво каде што, например, се словенците сега. Таму е луѓе организирано страшно, риболовните друштва, концесионери се мокни, има ред, има дисциплина, дозволите, например, во Словенија се многу скапи, меѓутоа водите им се многу богати со риба. Средено, чисто, нема отпад, реките им се... Јас сум шетал низ река со километри да најдам нешто во водата. Една мана да им најдеш, така? Не може. Не сум успел искрено, тоа е... Но сега, еве, стигнавме и до главното, ќе имате еден голем предизвик. Ова ми рекоа дека е ексклузива, дека се уште јавно не сте го обелодениле, а тоа е дека за наредната година
Македонија ќе биде организатор на следното светско крапско првенство. Точно ли е? Па да, значи на конгресот беше во пролет, во април, кој што беше во Словенија, беше дискутирано за тоа. Ние уште преходно, пред да бидам председател на федерација, била поднесена кандидатура за светско крапско. Тоест беше поднесена за 2 светски, меѓутоа за едното одбра друга земја да биде домаќин, а нас начално ни го доделија светското крапско за догодина и сега на светското во Хрватска конечно потврдија од Светската федерација дека кај нас дека ние ќе бидеме, дека добиваме честа да бидеме домаќини на едно вакво надпреварување. Предпоставам прво сте се израдувале, но дали малку и те фати страв, затоа што сигурно има многу услови што треба да ги исполните, така? И вие и Македонија предпоставувам, не само федерацијата. Сега ќе ви кажам, јас во Хрватска највеќе отидов за да видам како изгледа целата организација. Значи сликав све, запишував. Тоа е многу голема организација. Вие имате 500-600 луѓе кои што треба да ги организирате без грешка, кој, каде, што, како, вечери, состаноци, капитени, риболов, суди, тоа е многу голема организација. Ке се одржува во Маврово, така? Мавровското езеро? Или се уште не е дефинирано? Не е дефинирано дефинитивно, меѓутоа таму ни е планот, бидејќи од Светската федерација барат одредени услови да се исполнат должина на стаза. Значи нас не требаат околу 7 километри терен каде што може да се постават сите тие земји учеснички надпреварувачите. А ние немаме толку големи езера. Сега не зборам за природните езера, таму нема услови за одржување на таков надпревар. Мавровското е единствено кој што има инфраструктура, има сместување многу. Да, барем тоа, околу езерото, пак е наш туристички центар. И таму е планот. Ќе видиме, можеби еден сектор ќе биде на некое друго блиско езеро. Меѓутоа треба повторно провериме. се планира 33 земји. Па не може да знаеме, може да има и 35 земји. Треба да бидете вие подготвени. Ние треба да бидеме подготвени за све. Сега тука ќе треба допрва сега да се видиме и со малци со државните институции, со националниот парк, бидејќи без помош некаква државата, тоа не може, нема теорија да се организира. Не сме ние толку моќни ни финансиски, ни организацијски тоа да го изведеме. Искрен да бидам. Не смеам ти посакам со среќа, затоа што знам дека на рибарите тоа не сме да им се посака. Како да ти посакам? Ние се поздравуваме со поздрав од рибарски, поздрав Бистро. Бистро. Епа со Бистро нека биде организацијата на ова првенство. Благодарам. Многу ти благодарам, Филип, на овој разговор. До првенството се надевам дека повторно ќе имаме можност да разговараме. Ја ви благодарам до поканата. Па ќе се видиме повторно. Пазите не посакаш со среќа. Да, веќе тоа го слушнав убаво, но не слушнав, само се извинувам. Можеби сте кажале, можеби не, низ разговорот, доаѓајќи наваму, дали жени има риболовци? А тоа бесплатно е за нас. Да? Да. Но дали ги има? Во било време и децата. Жените и децата, да. Одлична рекреација. Ви благодарам многу.